почитувани, како што најавивме, продолжуваме со истото темпо на објава на јавни повици од ИПАРД програмата. Согласно процедурите на Европската Унија за објава на повиците, денеска ве информирам дека во службен весник е објавена најавата за нов повик на ИПАРД 2, поточно за мерката 7, диверзификација на фарми и развој на мали бизнес. Како што кажав, оваа најава е согласно процедурите на Европската Унија и во овој 30-дневен подготвителен период на сите оние земјоделци и агробизнисмени што сакаат да конкурираат и аплицираат, а ги исполнуваат условите, им се дава можност да ја подготват потребната документација за аплицирање на овој јавен повик. Јавниот повик ќе биде објавен после оваа најава, а ќе може да се конкурира за добивање на средства во оваа мерка по принципот на кофинансирање. Конкретно, оваа мерка овозможува кофинансирање за инвестиции за алтернативно земјоделско производство, производство на прехранбени производи и пијалоци, производство на непрехранбени производи, за неетички дејности, обезбедување на услуги во земјоделството, развој на услуги за руралното население и клучно промоција на руралниот туризам. Или конкретно, заинтересираните ќе може да аплицираат за модернизација на постоечките или отварање на нови погони за производство на тестенини, колачи, фарми за одгледување на зајаци, дивеч, насади за дрва и дрвна маса, аквакултурни фарми за сладководна риба, отварање на кино, радиодифузно предпријатие во рурални средини, како што се радио или локални телевизии, сместувачки капацитети, како и отварање на ресторани кои нудат угостителски услуги. Согласно програмата, 65% од прифатливите трошоци за реализираната инвестиција ќе им бидат вратени на апликантите преку средствата на ИПАРД 2 програмата. Откако ќе истече подготвителниот период кој што тече од денес, платежната агенција ќе го објави и повикот, пошто сите заинтересирани ќе може да поднесуваат барања за добивање на финансиска поддршка преку ИПАРД програма. Ова е втор повик за мерката диверсификација на бизниси, а за првиот повик веќе се склучени 23 договори во претходните неколку месеци, чие што инвестиции изнесува 4,3 милиони евра, а на овој повик очекуваме расположливи средства да имаме меѓу 8 и 10 милиони евра. Преку оваа мерка диверсификација на фармите и развој на мали бизниси го развиваме најмоćниот дел на економијата, тоа се малите и средни предпријатија кои што се моторот на нашата економија. Овие инвестиции дополнително ќе придонесат за развој на руралните средини, руралната економија, за подобрување на условите за живот во овие средини преку отварање на нови агробизниси. Ветивме силна посветеност за развојот и модернизирањето на земјоделството како клучен двигател и партиципиент во нашата економија. Затоа во наредниот период преку сите мерки и политики ќе создадеме поволна бизнис клима за раст и развој на домашната економија, а еден од начините е токму ефикасната искористеност на средствата кои што ни стојат во ИПАРД програмата. Затоа, изминатите 2 години покажавме со целокупната работа дека оваа програма може да биде успешна приказна. Беше потенцирана како една од најуспешно реализираните програми во целокупниот регион и преку леснувањето на сите административни процедури успеавме драстично да го зголеме бројот на поднесени барања, на поднесени апликации, бројот на склучени договори, а особено ме радува што веќе најголем дел од инвестициите ги гледаме како реализирани, односно стотици барања веќе се поднесени до платежната агенција за исплата и до крајот на годината очекуваме околу 8,7 милиони евра исплата од страна на ИПАРД. Дополнително да кажам дека во делот на оваа мерка за која што постапката ќе се одвива од денеска натаму со најавата и со самото аплицирање, односно ќе го покриеме вкупно летниот период кога може да се искористат институциите во јуни и јули за обезбедувањето на сите потребни документи. Ќе спроведеме и јавна кампања во делот на проектот кој што го води менеджинг телото на Министерството со платежната агенција, односно ќе направиме голем број на инфоденови, голем број на работилници и средби и со земјоделците и со агробизнисмените,
кои што се дел од проектот за зголемувањето на публицитетот на ИПАРД, кој што како проект го спроведуваме преку техничката поддршка на Европската Унија, односно навистина јавноста ќе биде анимирана согласно успешните показатели и резултати во овој период од ИПАРД програмата. Навистина ни е битно и овие минимум 8, а максимум 10 милиони евра кои што ни стојат на располагање во рамки на овој повик, односно кои што се за проекти кои што ќе го опфатат овој повик, навистина да ги набираме сите, да бидат подготвени квалитетни апликации и да овие средства бидат искористени. Благодарам.